1,5 метар растојание мора да има помеѓу учениците при полагање на државна матура, рече денес министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа денес очти повикана свесност кај учениците, родителите, наставниците да не се дозволува препишување за време државна матура, бидејќи на тој начин наместо добро тие прават огромна штета. Образованието во државата таа го оценува како ниско или уште лошо. Првата мерка која спроведуваме е соодветен простор, значи меѓу учениците мора да има 1,5 метри растојание во сите правци, напред, назад и бочно. Тоа прилика да повикам на свесност и на учениците, и на родителите, и на тестаторите, дека овозможувајќи им на учениците, народски кажано, да препишуваат, им правиме штета, а не добро. Нашето образование е на ниско ниво, би рекла, па и со лош квалитет, и ние тоа треба да го подобриме. Иднината на Македонија е во умните глави на Македонија, кои ги има. Само треба да ги мотивираме да почнат што е можно повеќе да работат на себе, затоа што утре нивната иднина зависи од нив самите. Средните училишта од Штип веќе знаат каде матурантите ќе полагаат државна матура, рече Јаневска, која одговараше на прашање за подготовката на полагање на државна матура во Штип. Училиштата кои немаат такви можности побараа да се организира матурата на друго место, и еве во Штип, и во Битола, и во Скопје ќе ги користиме универзитетите. Материјалите се во подготовка. Мобилни телефони нема да се употребуваат, односно тестаторите ќе бидат задолжени да спроведат учениците да си ги остават мобилните телефони на соодветно место во просторијата каде што ќе се полага. Дополнително министерката прашана за електронските индекси за студентите, рече дека Штипскиот универзитет Гоце Делчев Штип веќе го има завршено овој процес.